колешке Дамчевска и Илиевска, јас наполно се слагам со колегата Стоилковиќ и мислам дека единствено одморите требаше да ги прекинеме заради пожарите, заради договорот со Република Бугарија кој е асиметричен. Значи, тој е асиметричен договор. Прв пат некој подпишува договор кој е асиметричен. И сигурно најголемиот проблем што ќе се јави во наредниот период, а тоа е стратегијата за згрижување и населување на бегалците и мигрантите. За тоа требаше да се прекинат одморите и за тоа требаше да се дискутира. А вака ние дискутираме за еден човек што за кого јас лично немам мислење, немам оформено мислење. Мислењето го оформувам исклучиво врз основа на извештаите што се за него доставени од Советот на јавни обвинители кој ги прифатил, така да никако не можам да се сложам со она што го кажа и заменикот министер, ќе го цитирам: за жал од јануари 2013 година па до денес го предводеше личност која за целиот свој мандат несовесно и непрофесионално ја извршуваше својата задача и не го почитуваше доследно законот. Не е тука заменик министерот, иначе добро е да знае дека птиците се познаваат по пеењето, а луѓето по зборувањето. Да кажеш вака тешки зборови за некој човек што 4 години ја извршувал својата функција професионално е најмалку, не знам, значи немам зборови да употребам во овој дел, значи не му личи на собранието да употребува вакви зборови за разрешување. Вие можевте само да кажете: сакаме да го разрешиме јавниот обвинител Марко Зврлевски и да поставиме свој кадар на тоа место. И тоа ќе беше разбрано од сите и ќе видеа дека вие всушност не се боревте за промени за подобар живот, него се боревте за промени за подобар живот за вас. И тоа е од мене прифатливо, затоа што живееме во Република Македонија, а не во скандинавските држави, за кои вашата програма изгледаше дека е за таму спремена или сте ја препишали од социјалдемократите во Шведска. Но ова е Македонија и со ова се докажа дека вие не се борите всушност за правда, за еднаквост. Како ние сега да веруваме во ова што вие сакате да го смените Марко Зврлевски? Чиста замена сакате да направите. Благодарам.